И по 7 месеци, од кога е затворен Прилепскиот театар во еден Чернодрински, нема никакви новости. Ниту дали ќе се гради нов театар, чија изградба тапка во место веќе 7 години, ниту пак можеби дали ќе се реконструира постоечкиот театар. Во градот каде што се одржува најстариот театарски фестивал во Македонија, иронијата е болна и јасна. Прилеп слави театар, но театар во физичка смисла веќе нема. Кога разбрав дека се затвори театарот, не знам, нешто се откина од мене. Многу тешко ми беше. Во таа дупка си ја викавме ние. Во времето се сеќавам, горе имаше многу дупки отвори на таванот. Затоа дупка вика. Таков, ама ете, работевме, правевме представи, успешни представи, успешен театар беше. Јас сега му се восхитувам на младите без никакви услови, работар. Не требаше да се затвори театарот. Колку објекти требаше да се затвора на ниво на Република Македонија? Што не функционираат и ден денеска работа, а не се затворени. Најтеатарскиот театар најде да го затвори. И град нема ке да работа младите и не само на тоа поле. Спорт. 2 сали имавме, 2 ги затворија. Една од младинава. Буквално плачевме кога дознавме дека толку емотивни проби имаше, значи ние тераме со проба, се забораваше едно време дека од сите околности што се случуваат лоши, дека институцијата е затворена, а ние продолжувавме со проби. И ќе заврши пробата и се соочуваш со суровата реалност, дека немаш куќа, дека немаш каде да ја дадеш премиерата, дека е сето тоа неизвестно, што е со представите што се претходно на репертоар. Многу тешки месеци поминавме со цела екипа, а не би ги посакала на никој. Тоа ти е како одиш дома и е заклучена куќата каде што живееш и немаш каде. Уште еден апел до сите, најискрен, најод душа да се средат работите, да имаат слух за нас и градот и министерството, да мрднат од мртва точка работите и да си се вратиме ние на местото каде што припаѓаме, дома. Официјално, онака што велиме со плата, започна од август месец после 10 години веќе во 11-та влезен чекање на затворен театар. Дојде и моето вработување беше барем лично за мене една светла точка баш во тој период. Проблеми што ни се јавувале и не само во Прилеп, како и во многу театри во Македонија и општи институции во Македонија, сме ги занемарувале тие проблеми, само сме оделе понатаму. Заради тоа мислам дека и успесите на Прилепски театар дошле баш од таа упорност што сме имале, дури и старите генерации кои се сега во пензија и тие пред нив, и таа упорност ни ја пренесле дека ние мора да се бориме со баш со тие услови што ги имаме едноставно. Мора театар да се наде. Не може најтеатарскиот град да живее без театар.